еволутивното стебло најмногу сакам да го истражувам. Да читам за големите луѓе, а особено за Дарвин. Највисоко на еволутивното стебло е човекот или детето како мене. Најпрво животот започнал во водата. Тоа биле микроорганизмите во водата. Нив се развиле безрбетниците. Од безрбетниците во водата се развиле рбетниците во водата. Од рбетниците во водата се развиле некои отишли на копното. И така се развиле водоземците. Од водоземците се развиле влекачите. Од влекачите се развиле птиците. Во еволутивниот процес се развиле животните. Имало многу храна. Потоа се намувало за сите и потоа некои одлучиле да бидат месојадни. И така имало храна за сите. И месојадните ги бркале тревопасните за да ги изедат. Некои животни се развил човекот. Човекот е најпаметното животно и се што јаден. Не кажав дека растенијата биле првите живи суштества што го направиле воздухот за некои водени да излезат на копно. Најпознати безрбетници се инсектите. Еволутивното стебло се развило дека некои животни биле поопадни и помудри и посилни и еволуирале. Така се развило еволутивното стебло.